Во услови кога евроинтеграцијата на државата е блокирана од бугарите, Македонија под раководство на владата на Мицковски успеа да најде модус како да остане во процесот на интегрирање со западниот свет. Ако портите на Брисел ни се затворени, а клучот ни го кријат и не ни го даваат бугарите, владата со преминување на англискиот канал успеа стратешки да се поврзе со една од највлијателните земји во светот. Така што сега имаме договори за стратешко партнерство со САД и Велика Британија, две од најмоќните земји на западната хемисфера. Ако приближувањето и преговорите со ЕУ се мултилатерално поврзување, договорот со Британија, но и другите слични би требало да бидат некој вид на билатерална замена. Дај Боже да потпишеме слични и со други моќни земји, како на пример Германија и Франција. Затоа што како што ни трнало советава прво грчкото, еве сега бугарското, во блиска иднина никаде нема да мрднеме, посебно не како Македонија и македонци. Цели 3 децении тапкаве во место само поради нечии закани и уцени. Така што ако не можеме со сите заедно, може би е подобро вака да одиме една по една земја, додека не стасаме до посакуваната цел. Овој договор допрва ќе го анализираме и оценуваме, но без разлика на се. Мислам дека сите ќе се согласите дека тој има позитивни ефекти за македонското геостратешко позиционирање. СДСМ го поддржувала договорот, ама со него се блокирал европскиот пат. Или според него, треба изгледа да ја свиткаме кичмата, да ги прифатиме бугарските барања, да го дадеме идентитетот, јазикот и историјата, само за да изградиме една пруга до бугарска граница и да добиеме некој денар од Брисел. Благодарам, ама не. Таа политика на распродавање на државата заврши.